Во ова јавување имам можност да разговарам со Весна Мојсова-Чепишевска, еден од тројцата автори на тритомното издание за Рацин. Таа е автор на третиот том на живописот. Токму тука ќе биде сконцентриран нашиот разговор. Тоа веќе е објавено и промовирано и во Ману, еве сега и во Велес се случи промоцијата. Што донесува како живопис, детали, моменти од животот на Рацин? Што се може да прочитаат оние што ќе го имаат ова дело? Па јас кога се нафатив да го пишувам овој животопис, имав малку предвид тој животопис да им се обрати на помладите, на младата генерација. Затоа што за Рацин пишувале и пред мене многу и го истражувале неговиот живот. Значи, јас сите тие книги, извори сум ги користела, ги користев, ги читав, ги проучував. Значи, ги читав книгите на Александар Спасов, на Блаже Ристовски, на Петар Коробар, значи на Васил Тоциновски, на Горан Калогера. Значи сите тие беа пред мене како лепеза распослани, но од друга страна сакав да ги видам и сите оние сведоштва на Рациновите современици, на она негово време, од тие 30-40 години. И тоа беше се во ред. Меѓутоа, како да им се приближам сега на младите, како да ги направиме да бидат и тие заинтересирани да го прочитаат животописот на Рацин. Тука секако ми помогна ТВ серијата Рацин, Црвениот поет, драмата на Сашко Насев, но ми помогна многу и стрипот за Рацин, кој што всушност се произлегува од Велешкиот стрип центар. Затоа што видов таму еден поинаков Рацин, од типот, нели, попопуларен, поблизок до, нели, преку тие нови медиуми, серија, драма, стрип, нели, кои што се поблиски до денешната генерација. Зошто го кажувам сега ова? Бидејќи сакав на некој начин јас да се втурнам во времето на Рацин, да можам, јас не можам да дојдам во тие 20 и 30 години, ама сакав. И затоа толку многу изчитав, ги изчитав сите оние претходници кои што пишувале за животот на Рацин, ги изчитав сите тие негови современици, сите тие сведоштва и потоа правев како еден вид на колаж. Јас се повлеков и оставив тие да зборуваат. Значи, нивните сведоштва ги ставив како цитат. Ме разбирате? И потоа целото издание е исклучително многу убаво затоа што има многу фотографии. Има делови од неговите дописни картички, има делови од неговата преписка, има делови од неговото сведителство, нели, какви се неговите оценки. Зашто денешните генерации сакаат и визуелно нешто да видат, значи не само текст. Така што тоа ме водеше и се надевам дека сум направила нешто ново. Може би во некоја наредна фаза, кога повторно би се навратила на животописот на Рацин, тогаш сигурно треба да се направи некои нови истражувања, од типот да се отиде во архивите на Белградската универзитетска, на библиотека, на Загребската, на Сараевската, бидејќи Рацин навистина бил една неверојатна фигура во тие 20-ти, особено во 30-тите години, еден немирен дух кој што тесен му бил Велес, тесен му било и Скопје и Македонија и постојано се движел. Час бил во Белград, час во Загреб, објавувал во Загреб, објавувал во Белград, објавувал во Сараево. И од тој аспект дури не можев да го фатам се каде бил и каде не бил, сакам да кажам, нели малку сега вака шеговито употребено ова. Потоа со возбуда ги читав сите оние сведоштва на оние кои што биле со него во затворите, во келиите. Тоа за мене беше навистина една многу потресителна, нели, потресително сведоштво, но истовремено дознав и многу работи. И за тоа како го почитувале овој голем ум, како со него рамноправно зборувале, како тој ги задојувал со идејата за македонскиот народ, за македонската нација, за македонската народна песна, за богатството на македонската книжевност. Така што мислам дека имав тешка задача, ама еве се надевам дека се справив со сето тоа и дека излезе едно убаво издание, еден нов, освежен животопис на Рацин. Сега ќе очекуваме фидбекот, враќањето, одзивот на читателската публика, на оние што ќе го проследат сето тоа. Се наметно едно прашање во делот
на работи кои што се скриени зад велот на тајната. Дали нешто за неговата смрт се најде некои нови моменти кои што досега не се појавени во јавноста? Дали некое сведоштво на Мино Минов најдовте? Дали има нешто во тој дел, некои сведоци? Од тие сведоштва што јас ги ишчитав, то се веќе објавени, нема ништо спектакуларно. Значи, ние не можеме да откриеме што на вистина се случило. Јас сакам да верувам дека тоа е, некаква, грешка која што се случила. Не дека, не дај Боже, намерно го завршиле животот прерано на Рацин. Затоа што јас си велам што би било кога Рацин би останал жив по таа 43-та. Во кој правец би се развила неговата фигура, неговото гласноговорништво, неговото перо, затоа што јас се воодушевувам, тој сепак е многу млад кога почнува да пишува. А е работнички, пролетерски автор. Тој има универзитет личен. Тоа мене ме возбудуваше ке Рацин. Како успеал да се издигне и на тогашната интелегенција, и на тогашните интелектуалци, бидејќи знаеме дека завршил со основно училиште таму некаде во 6-то делење, морал да го прекине, морал да се занимава со грнчарството, морал да му помага на татка си, на семејството, да дава свој вистински влог во издржувањето на семејството. Не му било лесно да се откаже, ама вложувал многу во своето лично образование, со тоа што читал многу, што се обидувал да научи повеќе јазици, да чита во оригинал, да работи, да пишува, и јас навистина му се воодушевувам. Низ неколку сведоштва од, например, братот неков Александар, кога се отвори една нова поставка во куќата на Рацин, беше револтиран кога виде сликата на Страхил Гигов. Рече, он не заслужува нешто куќа да има слика. И по 2 дена таа беше одстранета. Или, например, реакцијата негова внука од постариот брат Александар, која што раскажуваше додека Марија била жива, им кажувала до 45-та, докато не завршил војната, они не знале дека Рацин не починат. Вика, нас не ни кажуваа, бе, поздрави и таква некои работи. За жал, некои работи, очигледно дека фамилијата, се уште се во кругот на фамилијата. Некои работи, да. Треба да се види што знае, можеби, с фамилијата. Можеби знае многу повеќе од ова што знаеме ние како официјални објави, како сведоштва, како оние сведоштва што ги кажав на неговите современици. Би било убаво да си отворат срце, знаете како. Во тие не треба да го гледаме нели сега тоа како еден вид на обвинување дека нешто му се случило, дека намерно нешто му се случило на Рацин. Ја велам, не сакам така да мислам, но во принцип ми стои тоа дека штом вака се криело и не се кажувало, сватиле дека изгубиле голем човек во тој момент. Затоа што знаеме дека претходно Рацин бил и бойкотиран од комунистичката партија. Тој е навистина една петна за комунистичката партија во тоа време. Зошто бил бойкотиран? Затоа што бил слободоумен, затоа што имал многу поголеми, посилни прогресивни мисли и затоа што мислам дека ја чувствувал Македонија пред се и над се. Затоа што Македонија за него била се и на некој начин сакал независна, слободна Македонија, ама целосно, значи со јазик, со култура, со литература, со институции. Може би тогаш на некој тоа му пречело во некои своји размислувања. Затоа велам, ми беше многу интересно да ги исчитувам сите тие сеќавања, книгите секако ми помогна да речеме дури и тој роман или таа така наречена романизирана биографија, антологија на булката на Леов. Ми помогна и книгата на Калуѓера. Тој секогаш постојано се навраќа на Рацин, некако Рацин му стана обсесија и секогаш има за некои наредни 2-3 години нешто ново да ископа, да открие, да каже. Така што, Рацин треба да продолжиме да го читаме и да го истражуваме. Очигледно има уште многу работи да се истражуваат, оставил голема оставина. Јас се благодарам што бевте гостин и посакувам да продолжите со работата во интерес на јавноста, во интерес на Рацин. И јас се надевам дека мене Рацин ме држи од времето на мојата работа на магистерската теза. Тогаш ја работев неговата поезија и проза на српско-хрватски, значи со тоа што почнал, бидејќи тој самиот тогаш во раната фаза се пронаоѓал, дали може да пишува на тој народен јазик. И потоа кога сватил дека може, дека и на тој народен јазик може да се создаде велелепна литература, велелепна поезија, и се посветил, и ја посветил Бели Мугри токму на таа своја поезија, пишувана на народен јазик. Значи, уште од тогаш ме држи таа страст за Рацин. Се надевам дека нема да ме напушти, дека секогаш можам да најдам нешто ново, некаков нов предизвик. Рацин е секогаш предизвик.
Да благодарам уште еднаш и тука јас да се одјавам во ова јавување од Велес. Студио.